Два дена откако вооружен напаѓач уби најмалку 11 луѓе во паркот Монтереј, додека азијско-американската заедница ја прославуваше лунарната нова година, нови покотници на две локации во Халф Мун, исто така во сојузната држава Калифорнија. Најмалку 7 лица го загубија животот. Сериозни сме за овие работи. Апелирам и нацијата да се движи кон забрана за напад на оружје, забрана за амуниција со голем капацитет, поголема проверка на бекграундот на купувачите со цел да спасиме животи, но федералната влада не прави ништо. Калифорнија е една од 10 држави кои забрануваат продажба или поседување моќно огнено оружје од армиски стил. Демократската сенаторка од Калифорнија, Дајан Фајнштајн, представи нацрт закон за враќање на федералната забрана за армиско оружје и муниција, како и зголемување на минималната возраст за купување такво оружје на 21 година. Како сенатор, председателот Бајден ја предводеше легислативата за забрана во 1994, но таа истече 2004. Последен пат кога имавме забрана за поседување моќно армиско оружје, благодарение на председателот и раководството на сенаторката Фајнштајн, масовните убиства всушност беа намалени. Откако републиканците дозволија да истече забраната, масовните убиства тројно се зголемија. Со оглед на тоа што републиканците го контролираат представничкиот дом, има мали шанси законот да помине. Анкетите покажуваат дека повеќето републикански гласачи се против ограничувањето на правото на носење оружје според вториот амандман. И со оглед на тоа што Врховниот суд, наклонет кон конзервативците, го поништи Њујоршкиот закон за безбедност од оружјето во јуни, и другите држави може да гледаат на ограничувањата за оружјето како закана по правото на поседување. Ништо нема да се случи додека не се осврнеме не само на законодавството за контрола на оружјето, што е важно, туку и Врховниот суд кој го подкопува движењето за поголема безбедност од оружјето на катастрофални начини. Од почетокот на 2023 до сега имало 40 масовни престрелки. Во отсуство на конкретни гласања во Конгресот, Бајден размислува за повеќе извршни одлуки за да се справи кон редуцирање на огненото насилство. Но таквите мерки може да бидат поништени од идниот претседател. Минатиот јуни тој потпиша двопартиски закон за безбедност од оружјето и стана закон. Тој ги зајакна проверките за купувачите на оружје помлади од 21 година и им даде поттик на сојузните држави да донесат така наречени закони со црвено знаме, кои што го леснуваат отстранувањето на оружјето од раце на луѓето што се сметаат за закана за нив или за другите.